Денеска православната црква ја празнува Велика сабота. Велика сабота. Во светата и Велика сабота го празнува боготелесното погребение и слегувањето во адот на Господа Бога и Спасителот Исуса Христа, преку кого нашиот род беше призван и прииде во вечен живот. Сите дни ги надминува светата Четириесетница. Од целата света Четириесетница, најголема е Страсната и Велика седмица, а од Страсната седмица, најголема е Велика и Света сабота. Не се нарекува Велика седмица затоа што тие денови се поголеми или часовите подолги, туку заради великите и надприродни чудеса и дела на кои што нашиот Спасител ги изврши во неа, а најмногу во Велика сабота. Како што во првото создавање на светот, откако го изврши секое дело, а најглавното последно, во шестиот ден го создаде човекот, во седмиот ден он одмори од сите своји дела и тој ден го освети нарекувајќи го сабота, што се толкува како одмор. Така и сега, откако заврши се изворедно, а во шестиот ден го пресоздаде изветвениот човек и го обнови со живоносниот крст и со смртта. Во следниот седми ден се упокои од извршените дела, заспивајки со животворен и спасителен сон. Словото Божјо слегува со телото во гроб, слегува и во адот со својата нетлена и божествена душа, разделувајќи се во смртта од телото кое што го предаде во рацете на Отецот, кому му ја принесе и својата крв, што стана избавување за нас. Во адот, Господовата душа не беше задржана како другите свети души, бидејќи тој не подлежеше на прародителската клетва како тие. Се всели во гроб, нашиот Господ Исус Христос, телесно и со Божеството. Беше со разбойникот во рајот и во адот беше со својата обожена душа. Надприродно и со Отецот и Духот седеше, како Бог неопислив, секаде беше истовремено. Божеството не пострада во гробот, како што не пострада ниту на крстот. И тление, односно разделување на душата од телото, претрпе телото Господово, но распаѓање на телото не. Јосиф пак, откако го зема светото тело Господово, го погреба во нов гроб близу Ерусалим, во градина и на влезот стави голем камен. Јудејците пак по петокот пристапија при Пилата и му рекоа: Господине, помниме дека оној измамник рече, додека беше жив, дека во 3 дни ќе воскресне. Затоа сметаме дека е добро твојата власт да им заповеда на војниците да го запечатат гробот, кога рече Христос ќе воскреснам. Можно е ова јудејците да го заклучија од историјата за Јона. Пилат им одговори: Ако бил измамник, зошто се грижите за неговите зборови? Тогаш значи е умрен. Безумните велеа: Ако го осигураш гробот, нема да го украдат. Пилат им заповеда сами со војниците да одат и да го запечатат гробот со својот печат, а не со туги стражари и туг печат, за да не излаже некој за воскресението Господово. Адот пак е избезумен бидејќи чувствува голема сила. Заради неправедното примање на Христа, тврдиот и аголен камен ги изблу и сите мртви кои од памтиве ги држеше во својата утроба и ги имаше за храна. Достойно ест Јаково истину, блажи ти
вечерня.